ние сме особено насочени со посебен фокус на општествената одговорност и доброто владење. И во фокусот на нашето работење се елементите social, социјално и governance управување од онаа рамка на ESG која што ја познаваме. Па затоа се трудиме да нудиме различни и да креираме можности и различни иницијативи на домашниот пазар кои што ќе понудат на некој начин посебен експертски увид на оваа тема, како што впрочем е и денешниот панел. И сега затоа подетално разгледување на компонентата управување, за која денеска ќе зборуваме, од клучно значење за соработката, особено помеѓу приватниот и јавниот сектор. А тоа нас не е потребно како компании за поттикнување на некои системски промени, поттикнување на иновациите, постигнување на значаен напредок за едно поодржливо и поправично општество. Високи 75% од испитаните компании беа соодветно представени во поглед на нивна севкупна бизнис стратегија, бизнис план, начела на работење и така натаму, но само 4% има висока оценка во поглед на примена на ESG критериумите во нивното работење, втемелување на тие ESG критериуми и фактори. И значи имаме голема разлика во однос на она што се случува со ЕУ, па од тука можам да заклучам и оваа разлика што господинот Мизо ја кажува во однос кога се соработува со локални компании версус кога се соработува со компании од европскиот пазар.